Ова е втор случај со истиот ваш функционер во рок од 2 недели. Тој не е санкциониран. Се чини дека продолжува оно што беше и претходно. Вие бевте оние кои се залагавте за реформи во медиумите, за помош на медиумите, така натаму, а сега гледаме нешто спротивно, тоа гледаме закани кон медиумите, така натаму. Дали високата представничка која стои до вас е известена за овој случај, бидејќи тие вложуваат средства за човекови права, за демократија? Значи, јас кажав кој е ставот на владата и што прави владата за да гарантира слобода на изразување. Меѓутоа, владата не е истражен орган, ниту орган што казнува. Затоа постојат институции кои што треба по службена должност да ги испитуваат и да превземаат мерки. Наша е политичката волја прво да создадеме законска рамка за да може новинарите слободно да ја завршат својата работа и политичка волја да осудиме и да помогнеме на новинарите во остварување на нивната задача. И тоа го правиме без апсолутно никакво двоумење или обид за заштита на било кого, вклучително да е и највисок представник на било која политичка партија. Така да немаме дилеми во тој дел, меѓутоа не смееме ние да ја преземаме улогата на истражни органи за да можеме да казниме некого. Тоа има обвинителство, може да се процесуираат таквите прашања.